Добре, криптоентузијасти, интересно видео пред нас, станува збор за добротворна акција број 3, направена од страна на нашиот канал. Претходните две акции, поточно втората, може да најдете многу лесно, нели, за двете имаме соодветно видео на нашиот канал, каде што може да видите истата е направена на 16 мај 2024 година, пред точно 10 месеци. Као што кажав, за кое што има, нели, соодветно документирано што и каде сме донирале. Уште еднаш ќе напоменам, значи крајно голема транспарентност. Сакаме да имаме со нашата заедница во однос на она што го работиме од аспект на добротворна акција на било каков тип. Во секој од нашите видеа во дескрипција може да најдете дел во дескрипцијата кој што е посветен токму на нашата добротворна, да речем, страна на каналот, каде што имате Купи ми кафе апликацијата, ова е линкот, ова е апликацијата, каде што сите досегашни нормално донации, заедно со донациите кои што ги имаме собрано на овие блокчейн адреси, ќе бидат денеска, тоест веќе беа донирани за жртвите од пожарот во Кочани. Сега, чисто поред ќе почнеме секој од овие блокчейн адреси кои што може многу лесно да ги најдете и проверите, значи тоа е поентата на нашата транспарентност, ќе може да видите што е доставено до нас во однос на добротворни акции, посебно кога станува добротворни донации, се извинувам, посебно кога станува збор од последниот мај, значи оприлика околу 10 месеци наназад, со тоа што може да видите првата адреса на биткоин адресата се уште нема никакви трансакции, до сега не сме примиле никакви донации во биткоин. Ова е нашата блокчейн адреса за Ethereum и нормално стейблкоини, која што може да видиме дека има само една трансакција која што е од нас. Значи ми беше потребно да правам некој физ, па затоа си пратив, ама нели, како што кажавме, значи може видите дека во последните година дена само оваа трансакција е како донација. Во оваа ситуација јас лично практично ги пратив затоа што ми требаше за фи, но како и да е, значи тоа не го менува фактот дека ќе биде донирано се што дошло на оваа адреса. Као што може да видите овдека, значи ова е количината која што може да видите по моменталната цена на Ethereum е $32,6, односно 33. Потоа втората блокчейн адреса е Cardano, значи ова е блокчейн адресата, може да ја споредите со онаа која што веќе и видовте во дескрипцијата на нашите видеа, каде што може да видите дека ни се пратени две трансакции во последните година дена, значи зборувам откако последен пат сме направиле така речено добротворна акција, каде што пред 8 месеци сме добиле 100 и пред 6 месеци сме добиле 99 Cardano. Истите се извадени, нели, за да може да бидат ликвидирани, за да можеме да ги искористиме како добротворна нормална количина на токени, со тоа што по моменталната цена, значи еве како изгледа моментално, тоа се 146,6, односно $147. Следно е Polkadot, каде што можеме да видиме дека во последните, така речено, една година немаме ништо примено. Последен пат сме имале трансакција во април 2022 година, така да не сме добили никакви донации во Polkadot. Истото можеме да го кажеме и за XRP. Гледате дека ова се некои минимални суми на XRP кои што ни ги праќа самата мрежа. Ова се ствари кои што ние сме ги ваделе, затоа што на оваа адреса имаме дел од XRP кој што е на самиот канал. Може да видите дека практично, погледнете, значи овдека ќе видите ова се некои минимални суми кои што се пратени, ова се ствари кои што ние сме ги ваделе, затоа што ни биле потребни, значи немаат врска со самиот канал. Ова е, нели, во тоа време и се уште еден од нашите лични новчаници. Последен пат сме примиле нешто во февруари 2024 година, кое што беше уплатено во последната добротворна акција. Нормално тоа може да го проверите на нашето последно видео, така да, значи, нови донации во XRP не сме примиле, исто како и овие 300 каспа кои што ги примивме во август 2023 година, исто така беа донирани последната добротворна акција. Во однос на Купи ми кафе апликацијата која што покажавме, значи ова се сумите кои што досега сме ги добиле, трнати на страна и сега ги донираме во оваа добротворна акција за жртвите од Кочани. Значи не се голема количина, значи овде имаме 13, овие неколку суми, заедно со последната од 66,2 евра, тоа е до 18 јули. Ова беше претходно донирано во претходната акција. Значи овие суми заедно се пресметано, значи го имаме сето ова на еден Word документ кој што ќе биде ставен во дескрипција нормално, за да може да го проследите сето ова. Значи тоа е во однос на Купи ми кафе апликацијата, значи чисто да видите до сега имаме $33 Ethereum, $148 Cardano, $239, односно евра во оваа ситуација на Buy Me a Coffee апликацијата, $165 кои што се моментално од
практично нашата заработка последна од AdSense, тоа е YouTube. Значи ова е што сме заработиле во месец март, кое што исто така ќе биде донирано, и вкупно имаме сума од $585, каде што ние ќе донираме само €500 моментално на ова така речено кауза, на оваа добротворна акција, додека €100 заедно со уште некоја дополнителна сума која што ние лично ќе ја донираме на Александар Нанов. Тоа е член на нашиот канал, кој што ќе ја представува Македонија во професионален бокс меч во Словенија во мај. Така да сакаме да му помогнеме, верувам дека ова ќе биде добро, значи да на некој начин помогнеме на собствените членови кога веќе можеме нормално, со тоа што 100 од овие евра, значи иако ова не е €100, како и да е, 100 од овие евра, значи да речеме дека имаме собрано €600, тоа е вкупната количина која што сме собрале од оваа година, да речем, добротворни цели, од кои €100 ќе бидат дадени на Александар Нанов. Ќе додадеме уште нешто дополнително во следните неколку денови. Дополнително ќе добиете и известување на нашите социјални мрежи, со цел ако некој од вас сака како може да му помогнеме. Значи не заборавајте, ова е човек кој што од срце ја представува Македонија во бокс во Словенија и нели најмалку што можеме да помогнеме, посебно кога е и член на нашата заедница и нашиот канал. И како што кажеме, €500 во противвредност, значи еве како изгледа тоа, €500 во противвредност на македонски донар денеска се 30.765 денари. Со тоа што каде уплативме, значи ова е практично според Infomax, ја најдовме сметката, односно практично каде да донираме, гледаме дека Црвениот крст собира моментално средства за жртвите од Кочани, за онлайн донации, тоа го направивме на оваа веб страна, практично беа донирани на оваа сметка која што е наменета за Кочани, директно на нивната страна, и еве, тоа е одговор кој што го добивме од нив, дека сме донирале вкупно 30.758 денари, кои што се нели во противвредност €500, а ова е од нашата сметка, значи 500 и нешто евра, донирани исто така може да видите сами на Црвениот крст. Значи од наша страна завршено, најмалку што можеме да направиме, знам дека не е многу, но не заборавајте дека се наоѓаме во средина на бул циклус, моментално се обидуваме што може повеќе да инвестираме, што може повеќе да задржиме во пазарот. Значи не заборавајте дека сето ова кога ќе тргне во обратна насока, кога нашиот канал ќе направи средства, ќе можеме многу повеќе и со многу поголема количина да донираме за било која македонска кауза, за било кој македонец кој што има потреба. Значи ние постојано донираме, верувајте ми на сите оние линкови кои што ги добиваме, но нема поента сега тоа постојано да го објавуваме, значи не е поентата да кажеме дека сме донирале, поентата е да донираме. Ова го правиме во облик на видео, со цел секој од вас да види што и како било донирано и нормално од каде доаѓаат овие средства. Како што кажав, ова во дескрипција ќе биде оставено, за да може да проверите и сами, да видите дека сето ова што е направено на најтранспарентен начин е наменето за намената за која што е и дадено до нас. Ви благодарам, се гледаме во следното видео и поздрав од Криптогемиџија. На оние кои што почина, можам да кажам само нека им е лесна земјата, за жал толку многу млади луѓе, на оние кои што се уште живи, се надевам дека ова ќе помогне малку барем да оздрават што побрзо и да се вратат во како да кажам, во живот едноставно овие луѓе кои што настрадаа од оваа голема катастрофа. Ви благодарам.